Слушајте отворената програма на телевизија Морис, мој соговорник, професор Јанко Бачев, председател на Единствена Македонија. Добро вечер и добре ни дојдовте. Добро вечер. Ќе поразговараме на повеќе актуелни теми, меѓутоа еве на почетокот за она што во моментот е најактуелно, тоа се изборите, изборниот процес, се уште немаме датум дефиниран за изборите. Какво е вашето мислење, вашиот став односно тоа дали треба избори да се одржат час поскоро и какво е вашето мислење за политичката сцена во државава? Па, моето лично мислење и на партијата Единствена Македонија и пошироко на нашата коалиција, никога Северна само Македонија, е малку поразлично од останатите партии. Имено ние повеќе ја гледаме содржината, отколку формата, и во таа смисла за нас не е најсуштествено кога ќе бидат изборите, дали ќе бидат во јули, дали во септември или во декември. За нас е сега најбитно на овие избори да се успее да се разбие овој двопартизам на ВМРО, ДПМН и СДСМ, бидејќи овие избори не е претерано, барем за нас, да кажем дека имаат историско значење. Или ќе се зацементира брешењето на се што е македонско, или ќе победат националните и патриотските сили кои што ќе ги поништат антимакедонските договори и ќе ја вратат Македонија на изворните или индиенски јасновски принципи. Значи, од тој аспект за нас е ирелевантно дали месец-два покасно ќе бидат изборите, али во секој случај кога и да бидат изборите, ние како Единствена Македонија и коалиција никога Северна само Македонија сме подготвени да излеземе на изборите. Каков е вашиот став однос на односите со соседите, конкретно Грција, Бугарија? Па ние како Единствена Македонија сакаме тие меѓусоседски односи да бидат во духот на меѓународното право, во духот на повелбата на Обединетите нации, значи да развиваме пријателски и миролюбиви односи, меѓутоа гледате од другата страна немаме соодветен настап на нашите соседи, гледате еден поход нивен веќе и него кријат они тоа да избришат се што е македонско, да се избрише името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Веќе договорот со Грција е влезен во правна сила, објавен во службен весник, и со тој договор од аспект на Грција фактички они го затворија македонското прашање со тоа што го постигна со договор, тоа што го сакаат. И иако тоа е многу сумнително, бидејќи еве да ги потсетам, повозрастни се сеќаваат до 1988 година, до распадот на Југославија кога почна, тогаш Грција до тој момент воопшто не го користела зборот Македонија и тоа прашање го актуализира со распадот на Југославија и кога видо дека Македонија ќе стане самостојна и независна држава. Меѓутоа, ние немаше да се лутиме на соседите, они си ја терат својата агенда, таа нивна агенда трае веќе повеќе од 200 години, за да ги рушат Македонија и македонците. Меѓутоа, ние сме повеќе така разочарени од однесувањето на нашите домашни политички елити во овие 30 години, кои што водат, според мене, погрешна политика, а овој договор со Грција пак е исклучително штетен за Македонија, бидејќи таму веќе буквално се брише сите национални атрибути, се засега во националниот идентитет на Македонија и на македонците. Сега, народски кажано, што се вели среќа во несреќа, е што тој договор е ништовен. Ова што го слушаме во јавноста од премиерот Зоран Заев и тие негови странски ментори, одредени странски западни амбасади во Скопје, кои што секој ден зборуваат дека договорот е завршена работа, дека е непроменлив, дека повеќе немаше да се зборува за тоа, тоа едноставно јас вече можам да порачам и во Охрид, тоа едноставно народот нека го забореви. Тоа е една голема лага, тој договор е ништовен. Спомнувате ништовен втор пат дека договорот, вие како професор по меѓународно право, на кој начин би се поништил тој договор? Значи постојат меѓународно правни основи кои што го прават овој договор ништовен и постои постапка како тоа да се направи. Поконкретно тоа е регулирано со Виенската конвенција за договорно право. Еве мене денеска вечер ми е мило, значи во Охрид да најавам дека еве веќе вчера ја заврши мојата нова книга, токму на оваа тема, која што носи наслов Меѓународно правните основи, постапката за поштување на договорот со Грција. Значи дадена е на печатење, јас се надевам во едно помирно време кога ќе се стигне оваа пандемија, ќе направиме така една убава промоција на книгата. Значи да се навратам на прашањето, во меѓународното право нема вечни договори. И значи да се претендира на еден договор дека е вечен, едноставно тоа е нереално, така што овој договор како и било кој меѓународен договор е ништовен и таму има три основи според кои може се поништи. Тој договор е спротивен на тие задолжителни императивни норми наречени jus cogens во меѓународното право, дека договорот е склучен под принуда економска и политичка према Република Македонија и дека договорот е склучен од неовластен државен орган. Бидејќи знаеме дека тој договор го потпиша министерот за надворешни работи во името на владата, меѓутоа тој договор е ништовен, бидејќи изворна примарна надлежност според домашното и според меѓународното право, овој договор треба да го склучи председателот на државата. Меѓутоа сега да не навлегувам во детали, да не одзема многу време, значи со еден збор тој договор е ништовен и сега само треба значи да дојде една влада идна која ќе има храброст и која ќе има намера да ја поведе таа постапка за поништување на договорот. Инаку, како што спомнав, договорот е
катастрофално лош и дури настрана, еве да ги тргнеме настрана овие формално правни елементи. Што ги кажувам за ништото на договорот, тој договор е толку, така да кажам, лош, што оди дури против природата, против природните законитости. Таму е тоа во јавноста малку се кажува, има таму еден член 7 и став 2 и 3 во кој што става јасна граница меѓу македонците во Егејска Македонија и меѓу македонците во Република Македонија. Значи, за Егејска Македонија кажува дека тоа се антички македонци и дека ние немаме ништо со нив, дека тие си имаат посебен јазик, посебна култура, дека се посебен народ, а за тукашните македонци што сме ние во Република Македонија изгледа дека сме словенски македонци со посебен јазик и култура. Иако сите знаеме дека тоа не е точно, дека тие се исти македонци кои што 1913 година со договорот од Букурешт се поделени. И сега што е тука интересно што кажав против природните законитости, договорот го потпиша Никола Димитров. Тој е роден во Република Македонија, а неговиот татко Димитар Димитров е роден во Егејска Македонија. И сега тие татко и син не се исти според договорот. Што е, мислам, нонсенс, глупост, невидена. Значи, така да тој договор е толку ништовен, што значи едно тешко предавство може да се каже на основните начела и принципи на меѓународното право и за нас во Единствена Македонија нема дилема, доколку народот ни даде доверба, значи наша прва задача ќе биде да го поништиме тој антимакедонски договор. Сега сличен е и договор со Бугарија, бидејќи ми прашувате вие за соседите. Со Бугарија е јасен, таму има еден член 11 со кој што ние се откажуваме од македонците во Пиринска Македонија, кажуваме дека нема таму македонци и еве сега најново што ни дават притисок да се откажеме од историјата и од јазикот. И затоа најверојатно сега председателот на СДСМ Заев брза да има едни брзи избори во тој контекст, бидејќи знае дека од сентември ќе има многу непријатни работи. Он веќе му има прифатил на Борисов. Сите тие барања околу бришење на историјата, дека сме нова нација од 45 година, се откажува од сите историски личности и затоа брза сега на тие избори да се заврши сега работата, бидејќи сега има некоја проценка дека ова состојба им одговара. Бидејќи ве гледате, пред некој ден зема некоја девизна обврзница околу 700 милиони евра, сега на големо ја делат на народот преку разни картички, тоа е класичен подкуп. Меѓутоа еве јас вечерва ќе кажам, упатувам порака, значи се што им понудат на граѓаните се нека се земат. Тоа не го дава Заев од џебот, него тоа се парите што 30 години им ги краде на луѓето. Овие наши политички елити од ВМРО, ДПМН и СДСМ, значи се да си земат што ќе им се даде. Меѓутоа во тој контекст они брзат на изборите бидејќи еве со тој начин на подкуп, а најповеќе што оваа криза сега најверојатно може да продуцира и мала излезност на изборите, бидејќи видите се човечки, на човек кој му каже што дојде да гласи со маска, со ракавици, да мие раците му, пенкало да му дадат, па кога ќе види една голема редица пред него, кај тие неопределените може да се јави така едно чувство дека може да се заразат и да не излезат на гласањето, а власта ќе си ги извади тие што треба да ги извади, администрација, подкуп, приматели на социјална помош со разни уцени, закани. Така што без разлика на ова јас апелирам излезноста да биде што поголема, бидејќи доколку биде поголема, јас верувам дека ќе се порази овој двопартизам кој што го имаме во овие 30 години, патем тоа е нели нашата основна цел, како што кажав на почетокот, и верувам дека народот масовно ќе излези и најпосле значи да дојдат едни политичари, честни и честити политичари кои што ќе можат значи државата да едноставно направа насока, бидејќи јас веќе тоа е наше основно мото во сите пишувања, кажуваме дека овој пат народот нека се побара од сите кандидати да изложат својата биографија, детално да ги видат личностите кои што ќе бараат од нив доверба и да изберат луѓе честни и честити кои што во својата афера, немат една дамка во својата професионална и човечка кариера. Значи, од овие се избори, како што кажав, од историско значење. Или ќе се зацементира ова, или ќе дојдат сили кои што имаат храброст да го поништат. Така, и се тука би го наметнала прашањето и околу справувањето со моменталната ситуација со коронавирусот во држава во однос на здравствен аспект и во однос на економски аспект. Па, видете сега, ова дава некои индикации малку што еве ние не сме стручњаци од таа област, меѓутоа ова што го следиме, што го пратиме, малку е пренагласена оваа криза и едноставно народот го кажано така народски го полудеа, го втераа страв во коски. Така и колку е тоа сега оправдано, малтене сега гледате, сите причини за други за смрт ги нема. Има една методологија колку е таа исправна, ќе покаже времето, ќе во едно померно време ќе треба се испита зошто сега оние сите починати на купче ги бројат дека се од коронавирус. Без разлика што сите евиденција кога ги видите години назад, другите причинители, како што се мозочни срцеви удари, кардиоваскуларни заболувања, се многу поголеми отколку грипот. Меѓутоа сега се што е починато, значи се книжи како да е од коронавирусот. Еве вчера дури веќе
Тоа е многу инвентивно ги кријат и податоците. Вчера кажа околу 150 таму, меѓутоа ние од сигурни извори во институција кај што се прават тие испитувања кажа дека имало 530. И сега и тука има една голема грешка кај власта, зошто сите ги прикажуваат како заразени. Оти гледаме ние да кажеме тие ако кажете се 500 заразени кај народ има на здрав, ама од тие 500 може 5 ќе завршат на клиника. Сите останати може се носители на вирусот ќе го прележат таму тој карантин колку 14 дена и природно ќе го сузбијат. Меѓутоа, дали тоа свесно се прави, зошто се користи таква методологија да се всее страв кај народот, гледате народот е преплашен. Тоа ќе остане страшни последици кај народот. Така да сега тоа е прашање за една анализа која што во едно помирно време, значи ќе треба да се испита. Така, од економски аспект спомнавте вие во претходното ваше излагање да народот земе се оно што ќе му биде понудено. Па видите сега тука е трагедијата. Пред некој ден државата се задолжи со 700 милиони евра девизна обврзница. Значи тие пари ќе ги враќаат сите граѓани. И сега што е поинтересно, тие пари 700 милиони евра само 10% ќе завршат кај народот и кај тие како ги викаат мали фирми, мали предпријатија што е, а најголемиот дел ќе завршат кај тие транзитски олигарси. Или сега можеме ќе звучи погрубо, ние ги викаме транзитски бандити, бидејќи тие во таа криминална приватизација од 90-та година фактички го уплячкаа целото општествено богатство, кој што 50 години назад го создава сите работни луѓе во социјализмот. И дојде една групација од 10 луѓе, им го дадоа без пари. После тоа 2006 година во таа постприватизација, во тие 10 години па во ВМРО истото го направи за време на нивната власт, така да тие ни проценти има дека околу за тие 30 години се украдени околу 15 милиарди евра. Така што значи пак сега оваа помош завршува кај тие луѓе кај што не им е потребно. Ја бев пред некој ден видов едно јунарно списание, бев изненаден во Португалија, а Португалија е земја членка на Европската унија. Тамошниот премиер носи одлука за национализација на хотели, на болници, на движен, на недвижен имот на овие богатите луѓе што се и сето го става во функција на пандемијата, на здравствената криза. Сега во нашиот устав ако погледнете има иста таква одредба, кај што кажува дека приватната собственост може да се ограничи во јавен интерес. А сега не имаме јавен интерес со оваа криза. Така сега наместо владата го конфискува на овие транзитски олигарси имотот, хотели, болници, движен имот, недвижен имот и сето тоа да се стави во функција на сузбивање на оваа пандемија, дополнително владата најголем дел од тие средства пак им ги даде на нив. И најпоразително е што слушнавме вчера дека во тој тим за делење на таа помош бил Кочо Ангјушев. А Кочо Ангјушев додека беше во владата на Заев, секој ден го фаќа со тендери. Како зема за неговата фирма. И сега вие практично му ги давате тие пари, он да ги дели или народски како беше таа јагнето во устата на волкот. Така да има многу тука елементи кои што се како да кажам дават една поинаква слика од ова што се случува. Меѓутоа е власта дали научени 30 години тргнуваат со тие методи, тие ранливи групи, посиромашни луѓе, гледате ги подкупуваат секој ден и најтрагично е што вчера слушаме таа некоја картичка ќе давале по 3000 денари до 9000, ќе ја искористиле 330.000 луѓе. Па вие во оваа држава 330 луѓе ако ви живеат под 14.000, нели тој беше условот да имаат под 14.000 примања. Ако таква бројка живее стварно во Македонија, тоа е поразително. Толкава бројка да ви живее со 14.000 денари месечно. И затоа не случайно ние пак се вратиме на тоа, кажуваме дека се што ќе ви се даде, земете се. Ќе ве дојдат дома, ќе ве посетат, ќе се обидат да ве подкупат, да ги потценат. Само народот да не дозволи духот да му го скршат. Така, членка сме на НАТО, се стремиме кон Европската унија. Какво е вашето мислење во однос на тие прашања? Па ние сме единствена партија во Македонија која што малку подалеку го гледаме светот од Брисел, од Вашингтон. Овие владеачки гарантури во 30 години, гледате ВМРО ДПМНЕ, СДСМ, за нив светот завршува до Брисел. Иако е многу поширок, сега ние уште пред 2 години наметнавме една нова ориентација, не се залагаме за стратешко партнерство со Русија и придружување кон Евроазиската економска унија, бидејќи тоа се организации кои што не го доведуваат во прашање на што има идентитет, историја и традиција на македонскиот народ, не почитуваат како македонци, а посебно таа Евроазиска унија која што е малку позната кај луѓето во Македонија, дава огромни можности економски, како што е пандан на оваа Европската унија. За НАТО не сакаме да размислуваме, бидејќи за нас тоа е една организација која што гледате секој ден прави војни по светот, бомбардира жаришта по светот и гинат милиони луѓе. Така што за Европската унија гледате како косогледост имаше нашата политика. Они се согласија да избришат се живо,
а за некој идно ветување, за некоја идна околност, дека ќе почнеме некои преговори, дека ќе достигнеме некој членство после 20 години, а прашање е после 20 години дали таа Европска унија и ќе опстане. Кога веќе оваа власт решила се живо да избрише, барем требаше да се избор. Нека им кажеле на овие во Брисел, слушајте, бришеме се живо, утре примете не во Европска унија. Тоа може да го направат преку ноќ. Тие во Брисел може денеска се соберат и да донесат одлука. Од утре сте членки, тоа го направи со Романија и со Бугарија. Ти не исполнува Романија и Бугарија не исполнува никакви тие услови што ги бара Европската унија, па преку ноќ стана тие геостратешки интереси членки, така да овие се живо избриша за некое идно ветување. Еве па уште сега гледаме дека тој датум го нема никаде за преговори за Европската унија. Така да тоа е една голема трагедија што му се случи на македонскиот народ, меѓутоа како што кажав јас верувам дека овој пат народот нема да погреши на овие избори, ќе дојдат едни национални и патриотски сили кои што ќе ги поништат овие антимакедонски договори. И Македонија ќе ја придржат кон сојузи и држави каде што не признаваат како македонци. Така, кои би биле придобивките ве доколку држава се придвижи кон тие опции што вие ги нудите? Значи не кон Европската унија, него кон руските и другите држави. Па ние веруваме дека прво безбедноста е обезбедена на Македонија, како што сега го слушаме тоа демек НАТО не ја гарантира безбедноста. Јас не гледам зошто НАТО би ни дал поголема безбедност од Русија. Пример, ако да зборуваме за таа воена безбедност. Затоа и економски дел, како што кажав, значи таа Евроазијска унија дава многу можности пред се енергенсите, газот, што ги имаат земјоделските производи, еве и сега во Македонија 70% од земјоделските производи одат на тој пазар. Така што ние тука повеќе на Европската унија, сега таа е една мода, така обично нас не контрират, викат, ама видите младите вика одат сите во Западна Европа. Да, точно одат во Западна Европа, ама дај да видиме зошто одат. Дали одат таму дека многу ги сакаат, дека кептен се потресени да ги направат срекни вези. Одат таму поред таа ефтина работна сила, поред тоа неоколонијално робство што владее сега со светот, бидејќи тие богати држави повеќе земаат од тука отколку што даваат. Да кажеме, еве во овие 30 години преку тие разноразни аранжмани што ги прават, преку земање што ги зема најубавите овие капитални претпријатија што се во Македонија како Телеком, да кажеме Ебана, понатаму што ги имавме тие разноразни кредитни аранжмани што ги даваат, еве и сега во таа смисла, значи ако ги земете тие пари што ги имаме ние дадено на нив, они тоа се околу 4 милиарди во овие 30 години, а они повратно имаат вратено околу 300 до 400 милиони евра назад во форма на донации. И мора да признаеме таа Европска унија има прекрасна маркетиншка кампања. Значи они враќаат назад нешто во форма на донации и ќе видите вие во секој село, во секој град Европска унија изградила школа, изградила пат, изградила болница. И така се ствара една невидена кампања и тие нивни ветувања што ги кажуваат за силни милиарди. Тоа не е точно, тоа не се стигнат тие милиарди. Еве Заев пред во март месец кажа 70 милиони евра ни даде Европска унија за борба против коронавирусот. Ние излековме, кажеме дај покажи буџетската спетка да видиме кај легна тие пари. Еве 3 месеци помина нема ништо. На самитот во Загреб што беше сега на Европската унија пред месец дена кога се собраа таму, кажа одно право бомбасно 3,3 милиарди за Западен Балкан помош. Каде се тие пари? Значи тоа се силни ветувања од Европската унија, али мора да признаеме таа е фантастична тактика. Силни милиарди, тоа за народот убаво звучи. Меѓутоа тие пари секој пат остануваат на ниво на ветувања. Тама работа да сметаме ние дека има таму некои луди холанѓани, швеѓани, германци ќе го полнат буџетот на Европската унија и они ќе истурат пари тука за нас да не направат срекни и весели, као епен се потресени. Значи тоа е една голема лага, не зимаат од тука. Тие си затоа богати. 90-та година затоа се направи тоа неоколонијално робство. Од овие земјите од Источна Европа ги користат како така потенцијал за ефтина работна сила. Па еве Бугарија имаше пред 4 години излезен фрапатен податок за тоа членството дека се они таму во овие таму веќе 15 на години. Европската унија имала извлечено околу 25 милиарди евра, а во форма на донации имала вратено кредити околу 15. Значи они повеќе многу зимаат отколку што даваат. И таа не е таа таква бајка розова што ја кажуваат. Еве Бугарија пак или пред 3 месеци потоа не можат пензиите да ги исплатат. Не може, а земе членка на Европската унија. Па ако ги земете еве и Романија и Хрватска, не се на некој ниво појако од Македонија. Значи сакам едно да порачам. Ако ние сами внатре, со честни и чести политичари, не се оправиме работата, никој од странство нема да направи држава со богат стандард. Значи ние треба тука сами да си го направиме тоа, а за Македонија е срамно една држава од 2 милиони жители да има гладен народ. Така, што е на што треба да го направиме? Во моментот е само на Македонија треба честни и чести политичари, да се воспостави системот. Системот во кој се функционираат работите по терк. Политичарите ќе се водат политика, новинарите ќе се водат дневната работа, работниците ќе се водат на работа од 8 до 4 и да имаат стандард во кој што
повозрастни се сеќаваат во поранешна Југославија, зимско време ако љубител на скијање ќе се оди на скијање, летно време ќе се оди на одмор и да се го има тој стандард. И сега јас многу кога разговарам со некои наши луѓе, ама тоа не може тука да се достигне во Македонија. Пример, кога доаѓате еве ние нашите задгранични комитети кои ќе прашаме колку имате вие плати таму Швајцарија, Германија, во тие земји, и они кажуваат 2, 3, 4 евра. И сега ние кои им кажуваме вака, па за нас викам доволно е тука маж и жена, ако имат 1000 евра е убав стандард во Македонија. Ама вика во Македонија вика тоа не може. И сега кога ги прашам зошто не може, и он ти вика вака, зошто вие таму имате, ние немаме тука, вика во Швајцарија, вика не се краде. Ако е така многу лесно е, тоа е субјективен фактор. Лошо е ако кажеш во Германија од небото паѓат. Ек си кажеш во Македонија од небото не паѓат, нема, тоа е лошо. А ако е за крадење, лесно решливо. Значи требаат честни и честити политичари кои ќе направат ревизија на таа криминална приватизација, ќе го воспостават системот кој ќе се функционира, тогаш многу лесно е да направиме Македонија. Бидејќи економската наука се има погрижено. Тие параметри ги има откриено научно како една држава може да биде богата, како да функционира буџет, со какви економски механизми, се тоа науката го открива. Значи ние сега треба само да се повратиме изгубената држава, заробената држава се повратиме, да го составиме системот и едни чести политичари кои што тоа ќе го спроведат. Јас сум свесен дека во овие 30 години народ е разочаран од македонската политика. За кој сега вие да направите муабет, луѓето гледаат недоверба. Ама вие ќе бидете исти или некои не веруваат, некои не веруваат. Така да сега тоа е пак една макотрпна работа со која што народот треба да се убеди и затоа пак ќе се вратам на претходното. Овој пат нека бара народот на кој ќе даде довербата да му ја каже биографијата на секој. Ако јас во моите да кажеме 30 години работна професионална кариера немам ни една дамка, немам намера веќе новија години да менувам нешто во мојот живот. И затоа од сите кандидати сега кои што ќе излезат на изборите, народот да си бара да ја види нивната слика. Така, бидејќи сме нели локална телевизија, сигурно гледачите на Охрид ќе ги интересира и малце некоја прашања да одговориме во однос на Охрид во моментов нели актуелни се статусот во ЮНЕСКО, бесправно изградените објекти. Еве во моментов е актуелна и туристичката сезона со однос на нели проблемите со коронавирусот. Па видите, ова е жално што го слушаме за Охрид, што читаме дека едноставно државата, правната држава е поразена. Кога локалниот ваш прв човек излегува тука и кажува дека не може да се справи со девоградбите од локален моќник од ДУИ, тогаш тоа е значи пораз за правната држава, значи да функционира законот. Така што е, значи Охрид е втопен во тоа сивило во целата држава, али од друга страна по Охрид е голем потенцијал, убавина на Македонија што се вели, не џабе му даваат разни Ерусалим така називи и од верски аспект земено. Така да тоа е жално, една голема трагедија што се прави за Охрид и ние во тие разговори што ги имаме со наши сопартици и со луѓе од Охрид, они кажуваат дека главниот проблем на сето тоа е што нема стратегија за развој на туризмот, бидејќи Охрид е преценени туристички град и основен проблем го кажуваат дека нема стратегија за развој на туризмот. Дури прават едни паралели со мене ми се така многу симпатични, вика таа стратегија има толкаво значење како што има уставот за државата. А уставот во една држава е највисокиот правен акт кој што го утврдува поредокот на државата. Значи стратегијата ја сведуваат на толкаво големо значење за Охрид, али за жал вика некој не сака да ја донесе. Значи тоа е документ, пишем документ кој што утре може да се донесе доколку има желба и волја, меѓутоа едноставно вика не сакат и Охрид трпи од тој аспект и наместо државата да се позанимава, да го развие туризмот во Охрид, најверојатно го прави спротивното и трагедијата да биде поголема. Еве бидејќи јас доаѓам од академската сфера, според моите податоци мислам дека факултетот за туризам е еден од најстарите факултети во земјата, значи што дава кадри, стручен потенцијал, стручен и научен потенцијал, како тоа да се направи, значи таа стратегија не би требало да биде проблем да се изработи. Едноставно не сака да ја направат. И пак ќе се вратам на примерот што го кажав кога зборав со овие нашинци во странство, значи се е до човечки фактор. Значи стратегијата е човечки фактор, значи само треба желба и намера да се направи и Охрид да се го добие заслуженото место. Бидејќи ова ако се направи таа стратегија, јас сум убеден дека Охрид ќе заживее. Ова поразвително сега што кажува дека имало огромно иселување и од Охрид. Ајде се да слушнете за иселување пример од некои делови на Македонија кај што нема некој потенцијал за развој на државата, меѓутоа да слушнете во Охрид дека половина град е иселен, посебно младите луѓе, тоа е поразвително за една држава, не се води сметка и затоа еве да кажеме тоа доколку народот даде доверба и на единствена Македонија на тие сили што се загрижени за државата, што едината се ја гледаат тука, верувам дека Охрид ќе си го добие заслуженото место.
Што би требало во таа стратегија според вас да биде првично фатено? Па видете се, јас не сум стручнак од таа област, од туризмот, да речеме така. од туризмот, значи прашање први треба да заживее, генерално кога гледам треба да заживее правната држава. Тоа се Охрид како што слушам, тој зелен појас, тие што е заштитено од ЮНЕСКО, практично на каубојски начин секој гради бесправно. Значи се прават големи дивоградби и како што слушнав тука податок последно беше интересно тоа со џемијата во центарот на градот. Јас советник од општината ми вели дека ние таму века изгласавме да биде 3,2 метри. А они 3,2 метри за пирката ја избришале, ја направиле 32 метри. А била 3,2, така стоело, има документ на седница на Советот на Охрид. А тоа го промениле, значи ако треба да живее правната држава и тоа без да кажеме никакво размислување, без разлика да се отрне тука овај верскиот или етничкиот елемент, без разлика кој тоа мора се струши. Ако е дивоградба, во цел свет знаете, дивоградба по природата на нештата е бесправна градба и треба да се отстрани. Меѓутоа, освен овој објект, сега како што слушаме во тој појас околу езерото, се градело на големо и ја наградува сликата и дури едно време излезе нели дека и ЮНЕСКО се позанимаваше со овој проблем и сега дури не се сеќам дали дури се закана и со исклучување на се уште не е решено, значи статусот за ЮНЕСКО се уште не се решени прашања. Основно е да се ангажира, потенцијалот го имаме. Факултет за туризам, стручен научен потенцијал, тие се професори од таа област на факултетот за туризам, да се направи таа екипа, државата да ја направи таа екипа и да им даде задача и сето тоа да го среди. Така. Ви благодарам за гостувањето, се надевам дека фативме доволно актуелни теми и одговоривме на одредени прашања кои што во моментов нели не засегаат како граѓани на оваа држава. Ви благодарам и на вас, мило ми беше што после толку години повторно бев гостин во телевизија Морис. Така. Почитувани, ви благодарам за вниманието, пријатно.